Не, Ване, се уште не сме го испиле првото утринско кафе, меѓутоа тука пред муралот на Бушава азбука, навистина имавме еден убав разговор пред вклучувањето со моите соговорници, односно се потсетивме на едни поубави времиња, всушност тоа е самата поента која што носи овој мурал кој го привлече вниманието на Скопјани веднаш штом започна самиот проект на цртање и некако постои некоја надеж дека креативците го одвлекуваат вниманието на начин на како што треба и ја искажуваат својата креативност и уметност токму на вистински начин, а кога се вклучени и децата, навистина она што останува е богатство. За сето тоа разговарам секако со уметникот Драган Кетановски-Драш и Горан Илич за самата идеја, за самиот процес на цртање и како што спомнавме, буквално на овој зид во срцето на Скопје во Дебармало не постои боја што ја нема и едноставно и вака наутро влева голема доза позитива. Па еве Горан, колку време некако го подготувавте целиот проект со оглед на тоа што сте заедно од самиот почеток вклучени? Добро утро на сите гледачи. Благодариме за можноста да скажеме приказната, новата приказна за Бушава азбука, за новата и старата Бушава азбука. 40 години се поминати годинава од снимањето на Бушава азбука, емитувањето во 85-та година и јас како еден од луѓето од Види Вака, заедно со оригиналните автори на Бушава азбука, ги откупивме сите права за продолжение на серијата во разни форми, и продолжение играно и анимирано, кое што ќе почне да се емитува во септември. И околу година дена работевме на можноста да го разубавиме Дебармало, односно да ги вратиме буквите во Дебармало, буквите од Бушава азбука, и навистина многу успешно, феноменална работа од страна на Драш и на Микс. Постојано има луѓе. За жал не успеавме да ја направиме цела зграда. Направена е со помош на општина Центар. Се надеваме дека во втората фаза ќе продолжиме, дека ќе ја досликаме зградата. Реакциите се неверојатни, имаме проблем дури, ги нема сите букви, проаѓаат мајки со деца кои што ги бараат буквите кои што ги нема тука. Така што очекуваме дека на 31-ви, кога ќе имаме едно свечено отварање и ќе најавиме што се ќе следува по 40 годишнината на Бушава азбука, ќе имаме можност да се подружиме со граѓаните на Македонија и ќе ги најавиме сите нови работи што следуваат до крајот на годината. Всушност, самиот мурал најавува дека ќе се случува нешто ново, токму низ креативноста на Драш, затоа што ликовите кои што ги гледаме тука се на некој начин најава за анимираниот цртан филм, односно продолжувањето на Бушава азбука со се она што ќе вклучува и што допрва ќе ни откриете, меѓутоа секако прашањето главно и фокусот останува на тоа колку време вам ви беше заедно со Микс потребно сето ова да го направите и ми сподели пред вклучувањето за реакциите на минувачите додека целиот тој процес траел, колку не достигаат всушност вакви активности и колку луѓето се радуваат на ова? Пајте, добро утро на сите. Да, како што спомнавте, дискутиравме околу процесот на создавањето, значи двајца го цртавме со Мирослав Грчев Микс. Отприлика околу 7 дена беше потребно за комплетна изработка на цртежот, муралот, кој како сака, кој како љуби да го каже. И сега убаво е затоа што е фреквентно место, пак е во центарот на градот и реакциите на луѓето се убави. Реално, како што кажа и 40 години од Бушава азбука. Бушава азбука е еден дел од детството на сите кои што сме живееле во тој период и едноставно сите се поистоветуваат со буквите кои што сме ги гледале на телевизија, така да реакциите беа преубави да видиш некој, сите си ги бараат своите букви, па и зашто ја оваа има, зашто ја нема оваа. И кој што кажа Игич, мислам дека треба да ги допишаме другите, ама во некои подобри тоа доколку ја нацртате нели цела зграда како што вие и самата идеја, претпоставувам дека од целиот тим кој што стои за ова, енергијата е таква како што ја пренесувате и вие самите утрово, па го спомена тоа и Драж дека тоа е голем дел од нашето детство, меѓутоа од новите генерации не го познаваат. Колку се она што ќе биде продолжување на Бушава азбука може да го задржи тоа ниво, меѓутоа сепак да се доближи до новите генерации и да биде поблиско до нивниот начин на живот и нивното растење. Ќе видиме. Она што ми е многу важно и ми е многу интересно дека треба да се обидаме. 40 години Бушава азбука спиела. Има зошто е оваа зградата на Бушава азбука, меѓутоа тоа ќе го откриеме на 31-ви.
се обидуваме да ја актуализираме старата, која што МТВ ја емитува, така што убеден сум дека повеќе млади ја знаат од што сме свесни самите. Меѓутоа доаѓа нешто ново. Она што треба како луѓе да го научиме овде е дека треба да им се даде шанса на новите генерации. Јас сум еден од тие представници на помладите носители на бушава азбука и верувам дека дури и да сгрешиме е подобро отколку да не се обидеме. Дали едно културно наследство и дел од нашиот идентитет како што е бушава азбука може да биде продолжено грешно? Мислам дека не. Заради тоа што се она што го носи, се она што го кажавте, ние го почувствувавме и дента кога се црташе муралот овде. Меѓу другото беше цртан 7 дена заради тоа што постојано ни пречеа луѓе, минувачи, локалните кафанчиња, кафичите, продавниците од околу, сите почастуваа по нешто, само да сме повеќе тука и приказната подолго да трае. Јас сум роден во оваа зграда, 42 години имам, не памтам поубава атмосфера да имала населова и маалово, и кога се црташе муралот, и од тогаш до денес. Само слушам убави извици од тераса, а овој фреквентен дел на Дебармало по други гласови да памтиме. Така што убаво време доаѓа, бушава азбука се враќа и се радуваме сите на тоа. Напорна е работата за уличната уметност, затоа што бара многу внимание, трпение и секако креативност, која што тоа е твојот начин на која што ја изразуваш. Колку ти е драго и тебе и на твојот колега што успеавте едно вакво дело да претопите на зграда и во улична уметност и да ги добиете сите овие позитивни реакции? Еве, пред се, не само како цртач или како уметник, ќе кажам и како родител, мене ми е преубаво да се продолжи една приказка која што го сликала нашето детство, да имаме нешто заедничко кое што ќе ги спојува мојата генерација, генерацијата на моите деца. Тоа што мене ме правило среќен и тоа што бушава азбука било за мене, да биде бушава азбука и за наредните генерации. Мислам дека ќе има добар одзив, затоа што и самата екипа која што го продолжува новата цртана серија, мислам дека се супер уметници и цртачи, така да ќе имаме добар продукт, иако имав чест да бидам дел од цртањево, се надевам дека ќе имаме и некои други соработки и дека ќе продолжи целата таа приказка, да кажеме дека сме биле дел од новата бушава азбука, Буквождер, новиот цртан филм кој што следува од септември. Верувам дека се тоа е посебен предизвик за вас. Ви благодарам многу што утрово издвоивте време за овој убав разговор. Секако дека ќе издвоиме и ние време повторно на 31 август да погледнеме атмосферата, затоа што дел од работите ни откривте, а ни најавивте дека секако ќе бидат присутни најмалите, така што Македонската радиотелевизија ќе биде секако дел. Ќе биде задоволство и благодарам. Благодарам уште еднаш, тоа беше разговорот со луѓето кои што стојат зад муралот во Дебармало, односно време е за бушава азбука и време е да се потсетиме на тие едни поубави времиња кои што ги имавме благодарение на токму бушава азбука. Сето тоа ќе се притопи и ќе се направи нова приказна како некое продолжување со оглед на тоа што вреди и заслужува, како што самите од тимот на целата оваа идеја веќе ни изјавија и се надевам дека пренесовме една убава енергија и на екраните.